Кога велиме убавина, не мислиме само на изгледот, туку и на харизмата, интелигенција и мок што може да инспирира. Пред нас е изборот за мис на Македонија, за мис Универзум, настан кој не само што ја представува нашата земја пред светот, туку и ги отвара вратите за нови приказни и успеси. Ќе ги најавиме деталите во пресред на изборот, нешто повеќе од еден месец, до 25 септември. Со нас утрово Јелена Јанчевска-Младеновска, дел од организацијата. Добро утро и убавата Теја Ѓоргиевска, актуелна мис на Македонија за мис Универзум. Како сте утрово? Одлично. Верувам дека подготовките се веќе при крај. Ајде да објасниме прво мис Македонија, како изгледа процесот на изборот, пријавување до финална вечер и што годинава ќе не разликува од минатата година. Минатата година настапивте само под лиценцата Мис Универзум, годинава имаме мис Македонија за мис Универзум. Така е. Минатата година ги немавме се уште добиено сите лиценци, имавме само за Мис Юниверс, а оваа година ќе бираме 5 победнички, меѓу кои Мис Юниверс, Мис Ворлд, Мис Супранационал, Мис Гранд и Мис Интернационал. Така да оваа година имаме 5 победнички кои ќе не представуваат на светските сцени. Така, како изгледа целиот процес на избор за мис на Македонија? Заврши ли пријавувањето? Не, пријавувањето е во тек, така да ќе искористам оваа прилика и да ги охрабрам, нели, младите девојки ширум цела Македонија, да искочат од својата комфорт зона, да се пријават и да си дозволат едно искуство кое ќе им го промени животот. Пријавувањето е отворено, апликациите се отворени се до 1 септември, така да нека побрзаат. Така. Кои критериуми се најважни при изборот, освен физичкиот изглед? Па, пред се мора да има 18 години, значи мора да има наполнете 18 години, да има харизма, самодоверба, да... Зрачи убава енергија. Точно. Нашата мисија нели да не е само избор за убавина, туку да создадеме една вистинска амбасадорка која ќе не представува надвор од границите. Така. Достоинствено. Теја еве прашање и за тебе, да се вклучиме веднаш на почеток во разговорот. Како се чувствуваш кога ја носиш титулата? Најпрвен добро утро, ви благодарам на поканата. Во однос на титулата, мислам дека е голема гордост да се носи таква титула, да се представува Македонија надвор од своите граници и секогаш кога ја носам, нели, многу достоинствено ја носам, многу се чувствувам гордо и чувството е извонредно, навистина. Так. Ова е титула од минатата година, така? Малку поубаво да ги објасниме работите. 2024. Тоа значи дека беше во Мексико? Да. Така. Беше изборот тука, па потоа патуваше во Мексико. Што се случуваше таму? Да ни објасниш како си помина, како беше пречекана, како си ти задоволна од сето тоа што имаше можност да го представиш таму, бидејќи еден избор на мис не е само појавувањето на сцена. Има голем број на поврзаности кои што се случуваат за промоција на земјата и на тебе лично. Точно. Мексико беше едно незаборавно и можеби неповторливо чувство и неповторливо искуство. Работите таму што ги доживеав и на кои што исто така и се научив, беа од голема важност за развивање на мојата личност првенствено. Многу бев горда да ја представувам Македонија таму. Подготовките таму продолжија како и тука, цело време снимање, фотосесии, шминкање, мислам, сите работи што една девојка би ги посакала во еден, да кажам така, сон од животот со ништата. Така. Ако треба да избереме еден од моментите кои што ти биле повпечатливи од целото патување, кога велам патување, не мислам само Мексико, туку целото ова мис патување кое што го имаше изминатата година, што би било тоа? Каде што се почувствува дека даде нешто од себе за заедницата или да пренесеш некоја порека, што ти беше највпечатливо? Како најубав момент би го издвоила целото дружење со сите девојки и тука во Македонија и во Мексико, девојки од цел свет, а како најубаво време, да кажам, најубав момент временски, финалната вечер во Македонија. Така. Јелена, се враќам на вас, малку повеќе да објасниме кој тоа стои зад изборот на мис на Македонија за мис Универзум. Минатата година се случи, кажавме, првиот во ваша организација. Меѓутоа, ајде повеќе да објасниме околу тоа. Така, значи, после долги години Македонија за прв пат имаше представничка на Мис Юниверс. Таа е првата представничка. Организатор на целиот настан сме јас, Шакир, господинот Шакир Села и Кристина Сипковска.
Господинот Шакир Села е стар скопјанец, но тој веќе долги години работи и живее во Истанбул. Има таму светски позната модна агенција. Воедно го организира и таму мисот. Така да, но сепак корените го влечат назад во Скопје и сакаше да направи нешто и тука. Така, значи дека што манифестација. Втора година така организираме. Така да би напоменала и дека сме единствени организатори, на овој настан и дека девојките имаат прилика да настапуваат на светските сцени само преку изборот на Мис Македонија. Кажавме дека годинава ќе биде поразлична, ќе има повеќе категории. Ајде малку по-детално да објасниме. Сето тоа ќе се случува во една вечер, ќе се изберат представничките за сите избори. Да. За кои што имате лиценца? Имаме 5 кралици. 5 кралици. Да подсетиме уште еднаш, избираме за Мис Универзум, Мис World, Мис Supranational, Мис International и Мис Grand. Тоа значи дека сите овие нивни представувања на нашите представнички ќе бидат до крајот на ова 2025 година или 2025 и 2026. Кога? Сите се различно. Не знам точните дати во овој момент, но Мис Юниверс овој пат е во Тајланд. Така. Во ноември 2025. Како сте задоволна од пријавите досега? Дали е Досега има доста пријавени, баш сме задоволни. За разлика од минатата година, гледаме дека има доста поголем одзив, некако да кажам, значи полека ја остваруваме својата цел, односно се враќа полека до вербата. Бидејќи навистина еве во овој момент ќе искористам прилика да се заблагодарам и на модните агенции Црнокрак, Макс Моделс, Моделсин, а воедно и да ги повикам и останатите модни агенции за поддршка. Исто така институциите и спонзорите и вас медиумите ви благодариме. Значи дали е ова вообичаено навистина важи некако навистина е за добар имидж на оваа држава. Дали е вообичаено например еден месец пред изборот да течат пријавите, затоа и прашав дали има интерес, ќе има ли потоа селекција, како ќе оди тоа? Значи до 1 септември се отворени апликациите. Добро. Потоа најверојатно во тие неколку дена од 1 до 5 ние ќе направиме селекција, значи од сите пријавени селекција на 20 финалистки. Тие 20 финалистки ќе влезат во така наречен карантин, како и минатата година во хотел, каде што ќе се приготвуваат, ќе се спремаат, ќе имаат разни сликања, снимања, се до финалната вечер која ќе се случи на 25 септември во Македонската опера и балет. Теа какви подготовки те имаше минатата година кога зборуваме за ова што го кажа и Јелена, колку време требаше да бидеш вклучена во процесот и бараше ли тоа подредени одстапки да ги подготвиме новите кандидатки кои што ќе се пријават? Да, нормално бараше одстапки, бараше да научам да го комбинирам своето време од претходно што го имав и во него да вметнам нови обврски. Меѓутоа самите подготовки иако беа напорни, беа многу интересни, многу учев низ нив. Како што кажав, преку шминкање, фотосесии, снимање, сликање, исто така и да кажам психички подготовки, работа на мојата самодоверба, иако имав од претходно, сепак самодовербата преку овој избор многу ми се зголеми. Научив да зборувам пред поширока јавност. И сликање, и снимање, и... Така. Јелена, колку е тешко Македонија да се позиционира на светско ниво на вакви престижни избори, со оглед на тоа дека сме мала земја? Со оглед на тоа дека сме мала и немало до сега, да е доста тешко, но сега ние ќе дајаме све од себе, затоа и се трудиме и самиот настан во нашата држава да биде во една светски рамки, значи да биде све запазено, да не биде тоа како на времето во изминатите години, туку да се биде све на ниво. А што треба да направиме за да добијат континуитет овие наши избори, да немаме повторно пауза, како што имаме години и години наназад, некако од почетокот на новиот милениум, како да запреа работите околу овие избори кај нас, што да направиме? Тоа е главната идеја, значи ова Мис Македонија да прерасне како еден вид на традиција, значи ова манифестација сакаме да се одржува секоја година, докато да научат пред се да добијат доверба дека Мис Македонија не е нешто само како избор за убавина, туку има стварно вистинска тежина. Минатата година имавме хуманитарна цел помош на деца со посебни потреби, оваа година имаме доста силна хуманитарна порака, односно за подигање на свеста за борба против рак на дојка. Така да мисијата ни е да се крене свеста на младите девојки за редовни прегледи и да бидат свесни за нивното здравје. Така. 25 септември е датумот кога ќе се одржи изборот, каде ќе биде?
во Македонската опера и балет. За публика дали ќе биде отворен, се продаваат ли карти, како е организиран тој дел, ќе се оди со покани? Да, ќе се оди само со покани, односно нема да се продаваат карти. Самите посетители ќе имаат прилика наместо да купат карти, да остават, нели, што дел од финансиите ќе идат за борба против хуманитарни цели. Така да и оваа година нема да биде со продажба на карти. Така. И теа завршуваме со тебе, што би им препорачала на младите девојки кои сонуваат за оваа титула? Да не се плашат, да се пријават, да ја соберат во себе самодовербата. И јас се плашев на почеток, затоа благодарам првенствено на Мики Црнокрак што ме охрабри да се пријавам, потоа секако и на господинот Шакир Села кој што ја прифати мојата пријава. Да веруваат во себе, самодовербата е најважна. Така. Колку тежи круната? Физички доста тежи, баш доста, а фигуративно исто така многу тежи и носи големи одговорности со себе. Така, фигуративно носи големи одговорности, а физички какви отстапки бара, може ти дава комоција вака додека одеше сега разговорот или може да има посебно држање, рамнотежа, баланс, навика? Не, прицврстена е, има комоција, не е проблем, нема да падне. Не сум видел одамна вака голема круна, обично се помали, затоа и прашав. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, посакувам успешен избор на 25. Благодариме уште еднаш. Во продолжение, одиме и секако остануваме на оваа тема. Колешката Тијана Петреска разговараше со Снежана Сани Богдановска. Снежана Сани Богдановска е моден критичар и моден новинар. Со неа поразговаравме на тема како всушност се организираше изборот за мис на Македонија некогаш. Ќе се вратиме малку наназад низ годините. Погледнете.